почитувани слушатели, ти почнеме сега со едно оро во живо со Елена Јовчевска. Тоа беше, почитувани слушатели, Елена Јовчевска со гајдата. Ете едно младо девојче од Република Македонија, од градот Прилеп, денес допатува во 12 часот и право од аеродром во студиото. Елена, добар ден и добар дојдовте во Австралија. Добар ден и добро најдов во Австралија. Еве, прекрасно започнавме најнапред со пратеникот, па сега и со вас. Па и орото со гајдата. Да. Кажете ни најнапред збор два за вас, за слушателите, затоа што се интересираат да знаат од каде потекнуваат. Вие сте од Прилеп, меѓутоа збор два повеќе за вашата лична карта. Најпрво сакам да ги поздравам сите слушатели на ова Македонско радио. И од каде потекнува? Па можам да кажам дека јас имам малку корени од Долнени, познати од Петер Атанасовски, гајдаджијата, дедо ми е. Второ колено, меѓутоа имам корени од Долнени, мајка ми од Долнени. Гајдата, желба за гајдата. Најпрво сакам да ги информирам сите слушатели на ова Македонско радио дека јас сум музички образована. Значи, имам завршено нижо и средно музичко образование на инструментот хармоника. Исто малку необично за женско, меѓутоа хармоника знам да свирам. Додека мојот факултет го завршив во Прилеп, економски факултет, финансиски менеджмент, и не бев рамнодушна на тоа да ја оставам музиката, бидејќи поради одредени причини не се запишав на академија. Започнав да се занимавам со пеење, кое што за брзо време почна многу во нагорна линија да ми оди мојата кариера, а тоа е значи резултат на голем труд, голема работа. И еве сега со гајдата, еден специфичен инструмент за кој што единствена пејачка која што свири во Македонија, не женско, затоа што професорка имав која што ми предаваше на инструментот хармоника, меѓутоа млада како мене сум единствена и доста се покажа успешно. Затоа што јас сакам мојата работа што ја работам, и го сакам овој инструмент, е доста карактеристичен и мислам дека македонците и македонска свадба не може да помине без да се отсвири гајда. Така, а од каде идејата за гајда? Заради дедот и или пак заради зачување на македонските традиции? Едно тоа. Гајдата не е еден од најстар инструмент. Да, гајдата е најстар инструмент, кој што, значи, тој македонски инструмент. Идејата е добив кога за прв пат пеев во Долнени. Пев за Спасов ден во Долнени и тогаш ми се јави таа желба, викам зошто да не ја продолжам од таа страна на мајка ми, од каде дедо ми Петр Атанасовски, нема ни еден гајдаџе излезен од таа фамилија и викам зошто да не пробам јас, дали можам да научам. Најпрво зедов сама,
најпрво сама доста научив, меѓутоа ми требаше малку помош, па затоа посветив 2 месеци на одени часови приватни во Скопје, каде што ја усовршив гајдата, снимив и Оро, Елена Оро, за кое што сум доста горда. За прв пат ете едно женско кое што имам и видеозапис. И се покажа доста, значи македонците се заинтересирани, можам да се пофалам дека имам свадби доста во Македонија каде што настапувам и дури само со гајата во народна носија. Добро, како е меѓу македонскиот народ, како сте примени со гајдата? Некои можеби не ви веруваат дека свирите во живо. Да, ете тоа ми се случи во Швајцарија, сега пред да дојдам во Австралија имав концерт во Швајцарија во Берн, еден поздрав и до таму македонците сите кои што беа на мојот концерт. Најпрво излегов во народна носија, свирам со гајдата и после пола сат од кога завршив идат и ми викат не свиреше ти. Како викам не свирев, јас свирев. И морав да докажам дека јас свирев и почнав пак од поново, значи да ги забавам со гајата и почнаа да веруваат дека јас свирам. Почнав рацете да ги трагам од гајдата, сега не свириш, па ги почнувам да свирам, добро свириш. Така да има луѓе кои што мислат дека свирам на плейбек. Не, свирам се во живо, тоа сум јас, а за тоа ќе се уверат нашите македонци кои што ќе присуствуваат на концертите во петок и во сабота. Па еве можеме да ги увериме, веќе имаме тука и сведоци, пратеникот е тука. Да. Председателот е на задграничниот комитет Џими Котевски и јас, и вие сте сведоци сите јавно. Јавно. Да, свирите. А како е да се свири на хармоника? Хармониката е доста тежок инструмент, можам тоа да го кажам. За свирење или по тежина? И за свирење и по тежина. Мојата хармоника тежеше 15 кила. Свирам 10 година хармоника, меѓутоа поради одредени проблеми во кичмата, јавно пред цел македонски народ, не можев да продолжам да свирам, морав да се откажам од таа хармоника, па ете мојата желба ја насочив кон гајдата која што тежи 2 килограми, мене ми е одлична, немам никакви маки, додека со хармониката имав голем проблем. Мислам, тоа ми се јави после 10 години. Добро утре, ќе имате концерт во Нерет Ресепшн. Заради отсуството на Дарко ќе мора концертот да го држите сама и во Шелдон Ресепшн. Да, јасно ми е за тоа, меѓутоа со помош на македонскиот народ, со нивната енергија и со мојата сила, мислам дека ќе направиме одлични концерти, за тоа ќе кажат тие кои што ќе присуствуваат, а јас за тоа можам да гарантирам. Дека ќе биде концертот, односно концертите ќе бидат одлични. Значи утре петок навечер во Нерет Ресепшн и во сабота во Шелдон Ресепшн. Еве да оставам на вас на избор. Ќе запеете ли една песна или пак ќе засвирите уште едно Оро? Па ја мислам и една песна да испеам и уште едно Оро да отсвирам, доколку имаме време. Па имаме уште 10 минути. Па може, имаме време. Еве сега ќе испеам Божја убавина, за која што доста прифатна на мојата песна, се спомнуваат тие 3 градови, како што кажа и пред малку пратеникот, каде што се нашите печалбари, Охрид, Прилеп и Битоа. Сите зборати се чудат, леле што е убава, дали е од Охрид, Прилеп или е од Битола. Неважно, не, седно е се, таква Божја убавина има само македонка. Неважно, не, седно е се, таква Божја убавина има само македонка. Очи има како срна, рамна снага висока, лице бело, медни усни, гре од убавина. Неважно, не, седно е се, таква Божја убавина има само македонка. Браво! Добро, навистина, почитувани слушатели, не е лесно да се пее, па ниту да се зборува на радио, не е лесно. Еве да продолжиме со уште едно Оро. Така, може ли? Да. Додека се надуја гајдата, ние ќе пуштиме.
Браво, Елена, навистина одлично. Да ја завршиме оваа радиопрограма уште со неколку зборови. Колку концерти ќе одржите покрај Мелбурн, ќе настапите? Покрај Мелбурн настапуваме на 19 септември во Волонгок, на 20 во Илинден во Сиднеј, на 26 во Хрватскиот рок-дел клубот во Сиднеј исто и на 27 во Камбера. Добро, на крајот сакам да ви се заблагодарам и тебе, и на пратеникот, и на Джими Котевски кој дојде и тој во студиото овде за денешната радиопрограма која дојдовме при крај. И жалам што еве утре и пратеникот има отворено собрание во просторите на фудбалскиот клуб на Сиднам парк во 19 часот вечерта, а ви имате концерт. Па јас мислам дека кога ќе завршиш со станокот, сите мислам дека многу, дојдат. Да, многу паметно. Да. Васко, кога ќе заврши со станокот од Сиднам, право во неред ресепшн. Може и така за завршилот, дефинитивно ќе дојдам. Имам средби со македонска заедница и петок и сабота, ама ќе одвојам време за сабота да бидам присутен на вашиот концерт, а ќе ги повикаме и сите македонци да дојдат од Состаноков во неред ресепшн. Почитувани слушатели, дојдовме до крај.